Ајде, време е за скара. Скара? Аха, да. Каква скара? Аслан, дали си ти нормален? Те молам, ова сега ни е темата? Не беше ти тоа што рече дека не сакаш да зборуваш на оваа тема? Ама Аслан, чекај. Дали си ти нормален? Ти и мајка ти се обидувате да ме доведете до лудило? Што правите? Не, јас лично немам таква намера, искрена. Твојата мајка што туку, најсмирено, ми кажа дека ќе умрат уште двајца како некој водач на банда, а ти ме викаш на скара. Адвокатот и неговата сопруга нема да умрат, им ветив, ништо нема да им се случи. Биди сигурна. И тебе ти ветувам сега. Погледни ме и слушај ме. Тие нема да умрат. Смири се, те молам, врати се во нормала. Како да се вратам во нормала? Што е нормално, Аслан? Аслан, што е нормално? Те молам, немој да ме доведуваш до лудило. Ќе полудам. Што е нормално? Ова е твојата нормала? Не е моја. Имај малку емпатија. Покажувам емпатија. Аслан, ти синоќа нареди нечија смрт. Човекот за кого се омажев нареди нечија смрт. И кој знае после колку минути подоцна тој човек умре. Умре. Разбираш што сакам да кажам, за каква нормала зборуваш? 3. Што 3? Па рече ти синоќа нареди нечија смрт. Рече кој знае колку минути подоцна тој има умрено. 3 минути. Разбра сега, вчера ти поставив прашање. Ти реков дали овие луѓе заслужуваат да живеат на светов. Ти молчеше, така ли беше? Не ми одговори. И токму после тоа јас веќе решив да... И што, немаше да го направиш ако не молчев јас? Сега е предоцна да се зборува за тоа, мислам дека. Аслан, те молам, немој вака со мене, што зборуваш сега? Слушај, се случи веќе и сакам да ти кажам дека мртвите се мртви, добро? На никој ништо нема да му се случи. Аслан, тој човек никогаш не сме да дознае дека си му го убил синот. Аслан, не сакам да ја изгубам Јамур, а ниту тебе. Нема да изгубиш никој, никого нема да изгубиш. Заборави го тоа што го кажа мајка ми. Готово, ништо од тоа нема да се случи, врат? Ништо на никого нема да му се случи. Смири се. Ајде на скара. Погледни ме, верувај ми. Каја, уморна сум, душа. Но те молам, немој така да ме гледаш. Види колку долго си играв со тебе сега. Ајде, душа. Ке одам да ја побарам Јамур. Каја, ајде, синко, да ја запалиме скарата. Дали го гледам најубавиот внук на светот јас пред мене? Опа! Сине, да не се здебелуваш се повеќе и повеќе, а? Браво за тебе, се покрупен и поубав стануваш. Браво, бе, маженце. Како е можно? Растеш додека те гледам. Погледни го како дува само, фрли го тоа, веднаш тргни се. И тој земал скара да пали. Еве ти една лекција од татко ти, сине мој. Како не се пали скара? Не, татко ти на тоа те учи. Ама фала му на Господ, имаш чичко, па сега јас ќе те научам како се пали скара. Значи, прва лекција. Прво, трпение. Мора да бидеш трпелив. Тоа е уметност. Добро? Ја гледните, се редат вака, значи, едно по едно, добро? Нема да одиш по лесниот пат. Нема дување и такви некои работи. Тоа ние не го правиме. И потоа ќе земеш вака ќе дуваш, добро?
Значи прво мора да го заслужиш огнот. Да го заслужиш е многу важно, јасно? Така ли е, зете? Да. Што има? Ова роднини се, затоа датумот за обрежување се промени. Затоа се распрашуваат. Ќе одам да зборувам малку. Околу билетите и слично. Ќе одам да зборувам. Ало, Кажи, Толга. како сте, Чичко? Кажи, бе, Толга. Па, Чичко, зборувавме, нели, пред некој ден и ви кажав се, а сега зборувавме и за долгот, нели? Што? Зарем жена ти не ти помогна? Ова, Чичко, навистина сум во тешка ситуација. Ако јас не ги најдам парите до утре, тогаш ќе се посрамотиме. А мајка Хулија ќе ми избрка. Семејството ќе ми се распадне. Јас сум целосно скршен. Толга, ти реков, ако сакаш пари, ќе правиш се што ќе ти кажам. Очите и ушите ќе ти бидат на Аслан. Аслан го крие адвокатот на Серхат. Јас сум сега надвор, ама ти биди внатре. Дај ми важни информации и потоа земи ги парите. Чичко, ова нели може да се реши без Аслан, да ми ги дадеш парите што сум ги заработил до сега, а? Тој рок одам напомина, Толга. Ако правиш како што велам, јас јави ми се. Ако не, немој повеќе да ме бараш, ме разбра. Јасно? Значи ќе мора да научиш кога огнот е умерен. Како во животот, како што на многу луд човек не му се приоѓа, така и месо не се фрла на многу жежо кога. Ме разбираш, размисли. Ало? Ало, Джейлан. Како си? Добро ти? Јас сум добро. Што правиш денес? Да се видиме ли? Не денес. Невозможно. Добро, тогаш утре, а? Утре, добро. Не прифаќам приговори. Всушност, може. И онака ми јас додевно дома. Само, може би по училиште. Ке се слушнеме утре, важи? Ако ти е толку здодевно, може ќе ти направа мало изненадување, ќе те развесели, ќе те опушти. Добро. Ке се видиме подоцна. Добро, се гледаме. Ајде. Се смееш целата? Кој беше? Никој? Пријател? Гледај ме, Бамби. Да не се гледаш со оној чуден Нати, а? Не, каква врска има тоа? Другар од училиште. Само јадеме месо секој ден. Секој ден ќе се разболиме од тоа. Баш убаво. Ќе седнеме сите заедно на маса. Многу си се внела во оваа скара? Што се случува? Не е за скарата. За масата е. Во нашата куќа не имаше многу поставени маси. Имаше маса секако, но немаше семејство. Татко ми ретко доаѓаше дома. А мајка ми и онака не беше присутна. Така јадевме секој во својот агол. Ова го гледав само во филмови. Многу луѓе, маса, заедно. Затоа многу внимавам на тоа. На луѓето. Тие само сакаат да го нахранат семејството, каде и да е. Вечерата за девојката подготвена е? За госпогица Јамур? Да, добро. Нека јаде во својата соба, бидејќи побара нова. Во ред, господјо Хулија. Бабо, зошто Јамур не јаде со нас?
Затоа што ова е семејна маса, душо моја. Не може секој да седне на таа маса. Добро. И во колку часот ќе те земе Еко? По вечерата. Добро. Госпогице Јамур, Што е тоа? вие донесов вечерата. Зошто? Зарем немаше да јадеме сите заедно со Скара и се? Не, госпоѓа Хулија нареди госпогица Јамур тука да јадела. Зошто? Затоа што ова е семејна маса. Не може секој да јаде со нас. Ах, мамо! Ах, мамо! Ајде, бабо. Зејно, Каја, седнувајте. Мама! Што се случува, зошто викаш? Што се случува? Мамо, дали ти си негативецот во приказната? Што правиш? Замолчи, знај си ги границите. Што се случува, Джейлан? Што има? И подготви послужавник на Јамур за да јаде во својата соба. Ах, мамо! Зошто го правиш ова, господјо Хулија? Зошто ни го правиш ова? Зошто? Што сум ви направила? Зар оваа девојка не помина низ многу? Помислив дека можеби не сака да биде тука, да сака погоре да јаде на мир. Ни добрината не поминува веќе. Повелета. Брате, не сакам повеќе проблеми поради мене. Затоа сакав да јадам тука. Така ќе ми биде подобро. Брате, ве молам. Навистина не сакам, ве молам, брате. Навистина не сакам, ве молам. Јас можам. Зар не го подготвив послужавникот за да одмори, кажете ми? Ние тука правиме нешто со добра намера. Дури и вашите најдобри намери се лоши, господјо Хулија. Немој да бидеш дрска. Молам, јас сум дрска. Да, погледни што кажа на мојата маса во мојата куќа. Да не сакав, немаше ни да ја примам таа девојка во мојот дом. Девојката што ја нарекувате таа девојка е моја сестра. Кога покажуваме милост, тие повеќе ни се качуваат на глава. И уште зборува за милост. Дојди, Јамур. Во ред, Јамур е дел од нашето семејство. Има ли некој против тоа? Одлично. Тогаш истата таа Јамур ќе седне со нас и ќе јаде исто како што сега сите седиме на маса и јадеме заедно како семејство. Некој против ова? Одлично, седи Јамур. Пријатно нека ти е. Можеш да седнеш тука. Ајде, седни спроти Зејна. Ти благодарам. Сакаш пита? Секако. Джилан, ќерко, има ли мраз? Немам раз, брате. Во ред. Да, нека се излади месото прво, видете жешко е месото. Па тогаш. За семејството. Ајде сите заедно повелете. На здравие, бабичке моја, на здравие нека ти е, душо моја. Душо моја. И јас бев убава како тебе кога бев девојка. Госпоѓа Сехер, и сега сте многу убава.
Кој да ме видеше, сакаше повторно да ме погледне, убави времиња. Нозете ми беа прекрасни. Во селото ме викаа девојката со убавите нозе. Еднаш Сеид со моите нозе... Добро, доста. Добро, застани овде. Застани. Крајот на оваа приказна е опасен сигурно, полека. Застани таму, не ни раскажувај повеќе доста. Што правиш, Душо? Вечерва јас и Дане ќе прошетаме по плажата. Ако сакаш, придружи ни се и Кој? ти. Изги. Прашува дали сакам да одиме на прошетка. Во ред ќе излеземе за еден час. Аслан, не зборуве глупости. Имаме проблеми, не е време. Токму сега е вистинско време, зашто да не? Ќе одиме како маж и жена. Ќе се подсетиме на старите денови. Верувај ми, ќе биде добро и за мене и за тебе, во ред? Аслан, ајде, јас сум спремна. Гледај, Илка доаѓа. Ако задоснеме, ќе ни се налути. Токму сакав за него да прашам, ако не доаѓаше, ќе речев да го повикаме. Дали си сигурен? А што ако не одиме? Душо, само ќе прошетаме малку, ти велам, нема никаков проблем. Почекај јакната да ја земам. Застани. Види вамо, немој да мрдаш така или ќе си одам. Жената ти се плаши. Немој да ја плашиш. Како да не се плаши? Што Милијас дознае дека серката е мртов, како? Синко, види го договорот. Тоа е твоја работа. Добро, утре ќе се потпише. Штом го испиеш чајот, ќе заврши, а потоа ќе те пратиме во странство. Што сакаш повеќе? Ќе бидеш слободен. Добро, остави го Илијас на мене. А ако не поверува во приказната со Тајланд, ти веќе презел нешто тој? Бркај си работа. Поверете, господине. Ви благодарам. Не, како тоа, јас ќе платам. Ама барем ние да платевме сега? Нема врска, 2 топки сладолед се во прашање. Дани, ајде, извади го паричникот што зјапаш. Каков човек што сака се гратис. Заборавиш заради добро, тебе, ајде, што? доста веќе за ова. Чекате ајде. ли, Малку, доста направивте хаос, ворете, овој пат јас ќе платам, следниот пат вие ќе платите, договорено? Добро е. Во ред. Задржете го кусурот. Ви благодарам. Кој зема ванила од вас? За мене? Повели, Јас, на здравје, фала. нека ти е. Ајде да шетаме. Благодарам, пријатна вечер. Девин? Се е во ред, нели? Зашто зборуваш? Па, Дали секогаш го носи со себе? Мислам, пиштолот, За тоа зборуваш. Не, нема никаков проблем, се е во ред. Не е важно, не грижи се. Како ви оди работата? Не држи во себе, кажи ми. Што сакаш да кажеш, а? Кога човек држи се во себе, се разболува, Илкај. За пиштолот ли е? Тоа ли те мачи? Тоа сакаш да кажеш? Тоа сакав да го кажам, ама се откажав. Веројатно ќе речеш дека си бизнисмен. Имаш пријатели и непријатели. Го носиш како мерка на предпазливост, нели? Бизнисмен, сине, барем ти немој така. Ти си образован човек, само кажи ми слободно. Се почнува од јазикот, разбираш? Бога ми во право си. Се надевам оваа чувствителност ја покажуваш во сите области.
Еј, може да престанеме со вакви зборувања од околу? Кажи ми го она што ја го кажа на Деви, на мене не ми го кажа, она што се плашеше да го кажеш за да ни се затврсти пријателството, мислам. Не разбираш ли? Немој да држиш во себе, не од околу, туку директно. Кажи. Добро. Тогаш ќе ти кажам. Девин во моментов е толку заљубена, не може да види што може да и се случи. Јас го гледам тоа. Затоа што сум и пријател. Се грижам за неа. Толку. Твојот свет не е нејзиниот свет. Знаеш ли што ќе ми кажеше пред неколку месеци ако и придев и предложев да биде со човек што носи пиштол на појасот? Ќе ми речеше оди си, Илкај, ајде. Ако сега ја прашам како може да се омажи за таков, Ќе ти речеше оди си, Илкај, а? ако сакаш да продолжам бидејќи побара, Те молам, немој да ме прекинуваш додека јас те прекинувам. Во ред? Значи вака сега. Да ти ја објаснам убаво ситуацијата. Ти ме дефинираш како некаква мафија на некој си, не знам, твој начин. Ти благодарам. Ама дозволи да те исправам во една работа. Мојот покоен татко беше таков човек како што го опишуваш. Го кажувам ова за да разбереш разликата меѓу нас двајца. Ако него му ги кажеше овие работи што мене ми ги кажа, ќе те натераше со месеци да жалиш за секој збор што го изговори. Ама за среќа ете јас не сум таков човек. Јас не сум тоа просто. Затоа не ме обвинувај погрешно и никогаш да не ти текнало повеќе да зборуваш за мојот брак. Јасно? Луѓето веќе не сакаат гаранција, осигурување за автомобил, автомобилско осигурување, поскапело за 300% во споредба со лани, 300%. Девин? Се случи нешто? Ало, што има? Каде гледаш така? Добро си? Се случи ли нешто? Добра сум, добра, само се загледав така малку. Еве ги музичарите, ајде да одиме таму. Ајде. Екрем, тука сум, мајко. да направиме чај, ајде. Секако. Дојди. Кажи ми колку долго сте пријатели со Јамур, вие? Вие знаевте, мајко. Секако дека знаев, сине. Имам очи како јастреб, нема ништо срамно во љубовта. Ништо срамно, а и јас не сум жена што не ја разбира љубовта, нели? Не, воопшто. Кога две срца стануваат едно, наша должност е да им посакаме се најдобро. Благодарам. Дали твоите намери се сериозни? Сериозни. Слушај, јас ти сум тебе како мајка. Но моја должност е да те предупредам. Знаеш дека не судам никого според минатото, впрочем, кој од нас има чисто минато, нели? Но понекогаш љубовта не е доволна. Како во овој случај. Помисли на семејството и на тетка ти во Адана. Мислиш ли дека ќе можат да ја поднесат оваа вистина тие? Не биди неправеден кон семејството, не им ставај товар што не можат да го издржат. Не ги повредувај. Мајко, да не ме разберете погрешно.
Вие цело време бевте како мајка за мене. Секогаш ќе ве почитувам. Кој од нас има чисто минато? Но јас мислам дека овде треба да е чисто. Размислував. Не дека не. За чувствата. Со Јамур ми е добро. Ако и неа и е добро. Добро. Денес го уби Серхат. Кого ќе убиеш утре, кажи ми? Јас се ве разбирам, имаш крв на рацете за да ја заштитиш својата Јамур. А кој знае колку ще Серхат и влегле во незиниот живот. Што ќе правиш? Ќе ги најдеш сите, ќе ги отстраниш еден по еден? Тоа ли ќе го правиш? Подготвена сум. Ајде, довидување, Екрем. И немој да доцнеш. Убава вечер. Повели, брате Суат, кажи. Па во нацрт договорот има една ставка, ама ќе морам да ја проверам, не знам. Брате Суат, има бучава овде да се оддалеча малку па да зборуваме послободно. Адвокатот се јави, ќе се вратам веднаш. Значи, Што слушна? Се слушнав. Вистина ли е? Тоа што го кажа мајка. Кој дел точно го прашуваш, Екрем? Кажи ми отворено. Прашувам дали има малку вистина во тоа. Дали можно е да има уште Серхати? Дали постои тоа? Ме прашуваш за моето минато? Не прашувам тоа, Јамур. Да ми кажеше порано што се случи во Измир, немаше да биде вака. А што Тоа ако велам, кажев? Моето минато не е твоја работа. Што те засега? Подобро е да дознаам вака. И? Тогаш да те прашам јас тебе. Ајде. Екрем, колку луѓе си одзел од живот? Каква врска има сега тоа? Тоа каква врска има со твоето минато, Јамур? Дали е исто? Молам? Види, што и да сторив е за да те заштитам. А твоето минато? Сега ти поттикнат од Хулија Сојкан, тука глумиш моралист? Ти си последниот човек што може да ми држи лекции за морал. Јамур, Екрем, слушни ме добро. Во автомобил седат двајца луѓе со тешко минато. И едниот му суди на другиот. Како ти звучи тоа?
Сега однеси ме дома. Што е, Девин? Ништо не се случи, ништо. Езги, ќе одам да го побарам Аслан. Во ред, Душо. Аслан? 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 Девин, Каде беше ти? застани полека, смири се. Каде беше? Смири се. Полека, Каде беше? тука сум. Разговарав на телефон и се вратив. Ти добро си? Многу брзо дишаш, што ти е? Смири се. Те молам, полека, Душо, смири се. Тука сум, еве сум. Готово, тука сум, погледни. Погледни ме, тука сум. Не ме повторно да исчезнуваш толку долго. Јамун? Да раскинеме. Почна толку убаво. Но продолжи многу лошо, Еко. Да завршиме сега. Јамун? Јамур? Што се случи?
Имаш време до утре. Потоа видеото оди кај сите во твоето семејство. Што правиш ти? Ништо. Не, ништо. Толку ли си паднал ниско за да го украдеш златото од сунетот на син ти? Чекај, Лела, види. Немаше да го земам ако навистина не ми требаше. Јас планирав да го вратам. Мислиш дека е до златото? Мислиш ли дека е до парите? Што е, бе, Лела? Што? Кој е проблемот? Те прашав како човек, нели? Ти не ми даде? Не. А знаеш дека јас во оваа куќа вредам помалку и од ништо. Излегувај. Немаше да го земам ако не ми требаше. Излегувај. Излегувај, излегувај, излегувај. Излегувај. Каде беше? Јас ли? Па, зборував со адвокатот на телефон. И потоа до кафулето на аголот во тоалетот бев. Немој да ме лажеш. Зашто точно зборуваш ти? Имаш еден автомобил на плажата. И двајца мажи кои што не следеа беа во колата. Ти сериозна ли си? Сериозна си, навистина случај ова оди веќе во многу опасна насока, ова е нешто повеќе од страв. А што ти се случи со раката? Вака е уште од вчера. Се случи додека правевме скара. Те молам, кажи ми дека се шегуваш. Многу сум сериозна.
Добро, во ред тогаш јас се оддалечив од тебе на плажата, потоа ги најдов тие луѓе што ги спомна пред малку. Зошто? Затоа што не следеа и беа луѓе што ги пратил Илјас. Ги најдов, ги средив убаво, им ги скршив носовите, ги онеспособив и сега затоа ми е ваква раката како што ја гледаш и како? Добро сценарио напишав, така? Ха? Можам сценарист да станам. Немој. Погледни ме. Немој. Што и да правиш, немој, не го прави тоа, ме правиш нервозен, ме плашиш навистина. Девин, зборував со адвокатот, го разгледувавме договорот и утре ќе завршиме се. Нема потреба да се грижиш, повеќе никој нема да биде повреден. Илјас нема да дознае ништо буквално. Види, јас почнувам да се плашам, немој. Те молам, душо, немој. Ќе спиеме сега? Добра ноќ, Аслан. Аслан? Аслан? Аслан?
Умре во мојот сон. И Јамор исто. Тој човек беше тука. Илјас. Девин, во рете, смири се, те молам. Ке преживеат адвокатот и сопругата? Ќе преживеат. И двајцата имаат пасош и документите. Им се сосема во ред, се е средано. Утре ќе ги изнесеме од земјата и готово. Како ќе го направиш тоа? Девин, Како ќе го изнесеш адвокат? ќе поминат преку Капикуле во Бугарија и потоа ќе одат во Аргентина од таму, во ред? Значи Илјас не може да ги најде така. Ниту Илјас, ниту тие самите нема да можат да се најдат. Верувај ми, те молам. Не разбираш? Ако Илјас дозне за син му, не сме да знае кој го направил тоа. Бидејќи адвокатот нема да умре, ако Илјас не може да ги најде, Значи како да нема адвокат. Додека е жив и безбеден, се е во ред. Сакаш вината да падне врз адвокатот? што сакаш да кажеш? Што мислиш, Аслан? Кажи ми нешто. Зошто ме гледаш така? Чудовиштето што сум го создал. Ало? Што се случи? Што има, зете? А, што тоа? Што ти е тебе? Што се случи па дојде овде? Слободно оди прашаја сестра ти, ме избрка од соба. Кој знае што си направил па те избркало од таму? Немаш каде да спиеш и искрен да бидам и ова овде ти е премногу. Квалитетно е како за тебе. Имаш адвокатот и неговата сопруга, нели? Не е доволно само да го изнесеш од земјата, Аслан. Знаеш што треба да се случи. Овој пат ништо нема да биде како што ти сакаш. Седни назад. Да, добро утро, Хуља. Аслан само што излезе. Ќе се сретне со адвокатот и ќе го потпише договорот. Добро. Моите луѓе го следат него. Наскоро ќе стигнат вести, ќе те известам за се. Во ред.
Брате, местото за средбата е празна фабрика. Стигна порака од нашите. Го носат адвокатот таму. Добро, подгответе се. Тргнуваме веднаш.